Книга на жалост денеска беше отворена во административната зграда на општина Штип за починатите од катастрофалната несреќа во Кочани. Граѓаните ќе имаат можност да остават пораки за своите починати сограѓани, но и за сите оние кои го загубија животот во дискотеката во Кочани. Книгата на жалост во наредните денови ќе биде поставена и на плоштадот Слобода. Изразувам длабоко жалење и сочувство до семејствата на сите загинати. Утрово се слушнав со семејствата на загинатите наши сограѓани, го изразив моето жалење и сочувство. Се слушнав исто така и со дел од семејствата на повредените, кои што се хоспитализирани и на лекување. Нашите молитви се упатени кон нив за брзо закрепнување, да ни се вратат живи и здрави. Голема е загубата за нас како држава и како општина. Она кое што мораме да си го ветиме пред нас е да се бориме и да создадеме еден нов систем поинаков од овој кој што ги зема овие жртви. Преголема е цената која што ја плативме. Уште еднаш изразувам сочувство од име на граѓаните на општина Штип. Она кое што денес се случува, отворивме на книга на жалост во административната зграда на општина Штип, која што следните денови ќе биде изложена на градскиот плоштад, но и во холот на општината, за да можат сите наши сограѓани да изразат сочувство, да остават последна порака. Во наредниот период општина Штип ќе организира и комеморативна седница за починатите граѓани од Штип кои кобната вечер биле на диско во Кочани. Како општина ќе организираме и комеморативна седница за нашите починати сограѓани, мои лични пријатели, дел од нив и соработници, за кои што нема збор, со кој што може да се утеши болката, загубата за нас како град, како народ и како држава. Нека е вечен поменот, никогаш да не се повтори. Од 59 мината кои го загубија животот во Кочани, 5 граѓани се од општина Штип.